Како фокусна група, стари лица од урбаната и руралната средина на ниво на Крива Паланка, на 10 декември се одржа работилница во присуство на членови на организациите на пензионерите, меѓуопштинскиот центар за социјална работа, представници на локалната самоуправа, како и општинската организација на Црвен крст. Правичната цел за инволвирање на старите лица во борбата за нивните права и потреби се протегаше низ презентација на целокупната програма и поставувањето на конкретните задачи и планови. Во склоп на проектот на Ерсте фондацијата и Австрискиот Црвен крст, кој воедно значи и обука и развој за подигнување на граѓанската свест, дискутираа и представници на клубот Достоинствен живот, клуб во кој старите лица имаат можност да се дружат и спроведуваат собствени едукативни работилници. Председателката на Црвениот крст на Крива Паланка, Жаклина Цветковска, ги даде идеите и насоките на работата на проектот. Проектот пред се опфаќа детектирање и идентификација на проблемите и потребите на старите лица во општина Крива Паланка и во општина Ранковце. Ние сме на почетокот и денешната тркалезна маса беше опфаќање на сите институции кои на некој начин се инволвирани или задолжени за остварување на правата и потребите на старите лица, како што се Центарот за социјални работи, Сдруженијата на пензионери и на трудови инвалиди, а потоа локалната самоуправа, други невладини организации, се разбира општинската организација на Црвениот крст. Старите лица главно се пензионери кои се препуштени на сопственото издржување од единствениот приход кој го имаат, а тоа се пензиите. Со нарушени здравствени и разумски способности, често изјавуваат дека и нивните семејства, поради некои причини, веќе не представуваат столб на кој може да се потпрат во староста. Осврнувајќи се на постоечкиот проблем и изнаоѓање на соодветно решение, на одржаната работилница се посочија повеќе решенија, кои делумно или целосно би им помогнале на оваа категорија на лица, а дел од нив представуваат организација на совет и здружение кое ќе се бори за заштита на стари лица е почетната точка во склоп на локално ниво. Организација на мобилни активни групи кои ќе бидат во можност и ќе им бидат на располагање на лицата во одредени денови за да им дадат превентива и здравствена заштита во нивните домови. Како крајно, но воедно најприфатливо предлог решение беше изградбата на старечки дом. Со полно учество во дискусијата на сите учесници, оваа решение се уште не доби конкретни варијабли. Прашањето за дискусија и заклучок останува да биде изнесено на дневниот ред на Советот на општината, при што би се дефинирале временската рамка и територијата на изградбата. Ние како општина Крива Паланка се трудиме да работиме во сите сфери. Значи, колку ни е важна комуналната инфраструктура, толку ни е важна и социјалната заштита. Работиме во сите полиња, во сите сфери, меѓутоа сме ограничени со некој општински буџет. Колку средства може да се одвојат и колку може општината тоа да го издржи. Секако дека има планови за отварање на дом за згрижување на стари лица, меѓутоа бараме и соодветни фондови преку кои што може да се реализира. Тука е потребно, значи, као оваа работилница, сите ние да се собереме интерактивно да размислиме каде, како, што, колку средства, дали на ново ќе се гради, дали ќе се реконструира некој објект. Имаше неколку размислувања, како што каже господинот, од полициската станица во Дубровница, мислам дека беше. Имаше и други размислувања. Ќе видиме, значи, тоа е пообсежен проект. Тука се сместуваат луѓе. Да. Повозрастни луѓе, што значи ние треба од нив да го црпиме искуството и да се грижиме за нив, не само да го сместиме во домот. Так. Секако тука голем фактор имаат и семејството. Доколку семејството не може да се грижи поради субјективни и објективни причини, мора да се најде и начин на кој да се реализира таа грижа. Еве, волонтерите на терен, докторите, мобилни екипи, тоа е се убаво и секако дека од страна на општината за сето тоа постои поддршка. Во интерес на обезбедување на важни податоци и информации и наоѓање на конкретни квалитетни решенија, членот на општината на Крива Паланка Игор Додевски истакна дека тие работат на исполнување на ваквата цел,
во склоп со можностите на самата општина. Тимот за теренска анализа направи една анкета на 70 стари, осамени и изнемоштени лица со конкретни прашања за ваквата ситуација, при што заклучокот е дека на повеќето од овие лица навистина им е потребна грижа и нега од определена институција. Во вид на попис, во 2002 година констатирано е дека 15% од населението го сочинуваат жени над 60 години и мажи над 65 години, а во 2008 година во раст процентот достигнува до 16,6%, што значи дека секој 10 граѓанин е над 60 години, со нарушени екзистенцијални услови, проблеми со безпомошноста, нарушена психофизичка состојба. Оваа ранлива категорија на луѓе од трета доба беа вклучени во 2-годишниот проект Грижа за стари лица во домашни услови, кој воедно вклучуваше згрижување, помош и набавка на намирници.